Клучен момент за една млада спортистка, но и за незината млада земја. Во 2016 година Мајлинда Келеменди беше херојски пречекана на Косово кога го донесе својот златен медал во џудо од Олимписките игри во Рио де Жанеиро. Тоа беше прва олимписка победа за земјата која се роди пред помалку од една деценија. Po mendoj që unë jam shembulli më i mirë që ndoshta pavarësisht asaj që jetojmë në Kosovë, nëse je i vendosur, nëse je punëtor edhe nëse ki vullnet, kur që mundet me ndalë. Косово, најновата земја во Европа, ќе прослави 10 годишнината од својата независност, постигната по години на борба. Во доцните 90-ти етнички албански групи започнаа вооружен бунт, кој беше проследен со брутална акција од југословенските сили. Воздушната кампања на НАТО им стави крај на борбите, а Косово беше ставено под заштита на Обединетите нации. По конечното распаѓање на Југославија, отцепувањето на Косово од Србија дојде на 17 февруари 2008 година. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Од 2008 година до сега Косово го признаа 115 држави, иако не и Србија и незиниот сојузник Русија. Но дома косоварите се уште се борат да изградат силни институции и здрава економија. Тие се попречени од расширената корупција и недостатокот на странски инвестиции. Tash po nisme për Skënderaj, sa do të hane, atje kemi tregun, shumë të fudel, apo ka puna, s'po ka. Вели 25 годишниот Валон Куќица, кој е еден од многуте млади косовари кои се борат да преживеат. И покрај дипломата по економија и постдипломските студии, тој продава овошје и зеленчук. Unë një shumë nga ofër kolegë dhe student, të cilët po e kanë vështirë të gjejnë veten në këtë vend, në mungesë do më përkrahas nga shteti, mirë po mendoj që nuk duhet të dorëzohemi, duhet të gjejmë iniciativa, duhet të kemi vetëm muhem kuptimin e asaj që mos dorëzohemi. Со просечна возраст од само 26 години, Косово демографски е најмладата земја во Европа, но и една од најсиромашните. Тоа значи дека десетици илјади млади луѓе одат во странство за да најдат работа. Но некои млади косовари, како Саранда Богујевци, остануваат за да и помогнат на земјата. 33 годишната Богујевци беше тинејџерка кога беше застрелана од српските сили кои убија 14 нејзини роднини. Лани таа се кандидираше за парламентот и победи. Jo vetëm si politikan, po si qytetar, gjithë e kemi përgjegjësinë tonë, më thonë për me punu, për me ndërtu vendin. Jemi vend i vogël, kemi potencial shumë, e kemi një rini tepër të mirë, tepër inteligjente. Duhemi me kriju mundësit me ndërtu vendin. Економските и политички предизвици обесхрабруваат. Но во пресрет на 10-тиот роден ден Косово е подготвено да прослави, а многумина остануваат со надеж за можностите што ги дава независноста.